Почитувани и добро вечер. Добро дојдовте во новото издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. Темата за која ќе зборуваме во ова издание на нашата емисија е работата со помладите категории во спортот. Ова е тема која постојано отворено прашање затоа што во голем број од спортовите се соочуваме со проблемот на недостиг на нови играчи кои би ги пополниле местата на нашите најголеми звезди кои заминуваат или ги завршуваат кариерите. Затоа, во оваа прилика, наши гости се четворица луѓе кои имаат веќе сериозен стаж во работата со помладите категории. Ви ги представувам Стефче Алушевски, нашиот поранешен ракометен репрезентативец, кој сега има своја школа за ракомет и работи со помлади категории. Потоа Предраг Русевски, тениски репрезентативец на Македонија, кој исто така сега се занимава со работа со помлади деца, со помлади категории, кои ги подготвува, ако можат да станат тенисери. Владко Колев е тренер на кадетските категории во школата фудбалска на нашиот шампион Вардар. И Денис Дервишевич е кошаркарски тренер, собственик на школа, која работи полого време и веќе има и некои сериозни успеси надвор од Македонија. Добро вечер за сите четворица, добро дојдовте и ви благодарам што одвојте време да бидете гости. Наједноставното прашање и најосновното претпоставувам на почеток за сите вас. Тешко ли е да се работи со млади категории, односно со деца кои треба да ги изведете на пат да станат спортисти? Еве, Стефче. Добро, секако дека пред се е задоволство да се работи со децата и да се пренеси искуството кое што ние во нашата кариера сме го акумулирале. Исто така е и обврска, а и тешко е, секако дека е тешко да се направи, да се покажат првите чекори пред се. На психолошки аспект е многу тешко да се работи со децата, затоа што они се почетници во целата оваа работа и секој едно движење треба да го повторат најмалку 10.000 пати за да дојдат на да речеме ниво на репрезентативци на Македонија. Но јас пак ќе кажам дека е и задоволство да се работи со децата. Петко. И за мене е секако големо задоволство. Јас сум можеби нов во ова бранша, како да кажам, тренери, бидејќи играчката кариера и тренерската е сосема различна. Значи, тука не се представуваме ние како личност, него нашето искуство, нашето знаење треба да го пренесеме на младите. Задоволство и затоа што оно што ќе го пренесеш, децата го разбираат, децата го сваќаат, нивниот напредок те прави горд. Тука не е само стручната работа, него и педагошката работа, бидејќи работи со деца, си како нивен втор родител, они во тебе гледаат некој идол, го сакаат тенисот многу повеќе и ради учителите, и ради некои светски звезди, но наша одговорност е и како тренери пред се да ги направиме децата нормални луѓе, да ги трнеме од улиците и да ги направиме на еден прав пат што понатаму ги си го фатат во кариерата. Апсолутно дека е одговорна работата, апсолутно дека е и тешка, за разлика од тренерите во првиот тим, во првата екипа. Тука има друга специфика, што рече Алушевски, треба да има многу повторувања во даден период од нивниот развој, нешто да не се промаши, така да тука се учи, тамо се поставува само. Сигурно е дека е одговорно пред се. Денис, вие долго работите? Јас веќе работам 13 години, значи како кошаркарски тренер. Големо е задоволството, меѓутоа одговорноста е многу поголема, затоа што тие дечиња треба да се научат прво и основно да ги извршуваат правилно кошаркарските елементи, сега зборам за нашиот спорт. И најголем проблем е доколку тие дечиња не се научат, после тоа е уште потешко да се исправат тие елементи, пошто мора да се усовршат, а одговорноста е голема за тоа што тие дечиња треба да се етаблираат како здрави спортски личности, значи да се внесат во еден спортски живот, спортски систем, каде што треба да се откажат од многу работи, треба да жртвуваат многу работи во животот за да станат едни врвни спортисти. Стефче и Денис, вие работите самостојно, вие сте дел од одреден систем. Прашањето ми е следно, како функционира вашата школа и може ли тоа да функционира кај нас и да се развива и вие да продуцирате
некаков ракометен кадар. Добро, ракометната академија Лушовски или ракометниот клуб Лушовски сега по новиот статут функционира веќе трета година. Ние сме формирани во март 2014 година. До ланската година работевме во мешани групи, затоа што децата беа почетници, работевме на да кажам техника, на изведување техника се учи еднаш, а тактиката се, да кажеме, трае за цел живот, а тактиката може да биде на месечно, неделно или годишно ниво. Значи, ако сте во еден клуб, но без техника не можете да развивате тактика. Така да, оваа година почнавме да работиме во старосни категории, деца кои што се 2006 и помлади работат една програма, деца 2004-2006 до 2006 друга програма, значи 2002-2004. Поделени сме во категории по техничко-тактичко обученост на децата, се трудиме да го пренесеме најдобро нашето знаење, значи Само дека овој систем на подолба, извинете што ве прекинувам, е функционален и вие сте го презеле, претпоставувам, од некаде каде што тој систем така функционира и во глобала тоа е системот на кој би требало. Дека ги пратиме модерните теркови на една ракометна школа во што се во цела Европа и во светот, значи се трудиме со нашите тренери, значи кај мене во академијата работи господинот Левтер Бошковски кој што прошол генерации и генерации на ракометари и ракометарки, господинот Благојче Весич кој што бил селектор на женска репрезентација, работел со помладите категории на Металург. Јас сум прилично нов во целата ова тренерска работа, како што кажа Предрак, едно е да се биде играч, друго е да се биде тренер, но се доедуцирав, значи ги имам сите потребни лиценци за тренер и се надевам дека исправно работиме. Мојата екипа се такмичи во Пионерската лига на Македонија. Да, имате можност да се надпреварувате, тоа е исто. Голема благодарност и до сите клубови кои што сакаат да играат и играме, значи како се вика пријателски надпревари каде што ете она што го учиме во текот на неделата или месецот или како што се вика испитот е надпреварот, значи можете да учите, но додека не одите на испит не знаете до каде сте. Се трудиме во секоја старосна категорија да децата играат од значи најмалите до 20 надпревари, најголемите до 60 надпревари во текот на годината и мислам дека тоа доволно за правилен развој на еден ракометар. Владко, вие сте дел од систем, не е тоа помало школа за фудбал. Мислам дека тие ни толку не се масовни како што се овие за кошарка и ракомет. Тоа е мој впечаток. Не само овие приватните. Повеќе функционираат во рамки на клубовите школите за фудбал, така? Зошто е тоа така? Значи, јас сум дел од, можам да зборам за фудбалската академија при фудбалскиот клуб Вардар, значи најголемиот бренд на овие простори. Зашто е тоа така? Затоа што секој дете сака да тренира во Вардар, секој дете сака да игра во Вардар. Моментално, значи, академијава више е отворена 5-6 месеци, можам да зборам во тој контекст. Значи, за овие 5-6 месеци во Вардар се запиша нови помеѓу 180 и 200 деца. Тоа е енормно многу деца за овој краток период. За деца родени, значи зборам за деца родени од 2002 до 2006 година. Голем број на деца што тренирали исто во приватните школи доаѓаат во Вардар. Значи, Вардар пополека го концентрира квалитетот на исто место. Извини само, тоа ли е оно што недостасуваше? Во еден период имам чувство дека недостасуваше тоа клубовите кои се некаква препознатливост за македонскиот фудбал, како да немаа своји школи кои ќе бидат функционални. Апсолутно, значи Вардар сега ги постави нормите многу високо и тренерите кои работат тамо, вклучувајќи и мене, значи имаат голема одговорност што во наредниот период мора да се извади играч што ќе настапува во сениорскиот тим на Вардар. Претпоставувам дека тоа исто има тежина, пак ќе кажам, и во приватните школи, меѓутоа моје мислење е дека тука одговорноста се сконцентрира затоа што
Сепак ние одговараме пред некои повисоки инстанции тука во клубот и пак ќе кажам, тука има нон-стоп дебати и состаноци како да се дојде до производ што ќе одговори за фудбалскиот клуб Вардар, затоа што треба да бидеме реални дека Вардар ја помери границата во фудбалскиот свет во Македонија. Значи мораме да бидеме тука реални. Вардар више представува клуб кој на балкански уз раме на големи балкански екипи и овој терк мислам ако продолжиме во овој стил, сигурно од нас се очекува во наредните 5 до 7 години да има 2 до 3 играчи стандардни во Македонија за македонски за прилики да заиграат во Вардар, а сигурно за 10 години очекувам дека од школата на Вардар ќе излезе новиот Дарко Панчев. Пецко, ти си во поспецифична ситуација, затоа што ова е тенисот поединечен спорт. Да. Потешко ли е да се работи за разлика од екипните спортови? Има ли интерес? Колку деца доаѓаат, колкав е приливот и колкава е можноста реално за развој? Да, малце поспецифичен тенисот како спорт за разлика од групните спортови. Ја по завршувањето на кариерата повеќе работев со многу помала група на играчи, значи играчи што го играа во тој момент тоа што јас го играв пред да завршам кариерата, значи моето искуство да го пренесам на постарите како кажам деца или нови сениори што ќе навлезат во тој професионален свет, но како што проаѓа времето, еве 4-5 години, како што кажа Стефче, со најразлични сертификати, со најразлични курсеви, конференции, светски, европски, се го надополнуваме нашето знаење, почнувајќи од тие ITF програми што се PlayState тенисот, значи црвен тенис, портокалов тенис, зелен тенис, уште од 5 годишна возраст, че тоа е на сосема различен терк од еден професионален тенис. Мојата цел како тениски тренер, не работам со огромен број на деца, него тенисот е спорт каде што максимум 4 деца може да играат на терен. Направив не лично ја во овие 2 години една програма за деца до конкуренција и до 12 и до 14 години, моментално ги работам највеќе нив, каде што обично во Македонија имало еден систем каде што се играле групни тренинзи, приватните коштале многу скапи. Направив заедно со двајцата тренери во тенис парк каде што работам на програма тоа да биде на едно попрофесионално ниво, да бидат застапени и групните тренинзи каде што ќе овозможат добра комуникација меѓу деца, запознавање и меѓусебно дружење, но и еден пакет каде што ќе имаат и приватни часови со тренерите, каде што многу побрзо ќе напредуваат за разлика од другите деца и се надевам во овие година дена тоа за мене носи една голема сатисфакција бидејќи имаме државен првак на Македонија до 12 години, освоивме и екипно првенство на Македонија до 12 години и се надевам дека овој план и оваа програма што сме направиле дека понатаму ќе прави уште поголеми успеси не само и во Македонија, бидејќи тенисот реално не е на некој ниво во Македонија за жал. Не е толку популарен како што е на пример и во нашите соседни земји, но секогаш и сум кажувал дека Македонија има супер млади спортисти, супер таленти, но тие подоцна како растат, како се развиваат, каде што за мојот спорт треба тогаш да се направи еден супер тим и многу големи финансии, тогаш веќе тие се губат и стануваат просечни играчи. Денис, вие сте во кошаркарскиот спорт кој во моментов се соочува со сечение една од поголемите кризи, ако не и најголема. И многу гласно, многу често се зборува за тоа дека се помалку има активни македонски играчи. Го чувствувате ли тоа како товар, заради тоа што вие сте еден од тие што треба да извадат на пат кошаркари кои еден ден ќе го носат репрезентативниот дрес, во кој во репрезентацијата се соочуваме сериозно со проблем на селекција на играчи? Вака сега, значи, сега конкретно ќе кажам за нашиот клуб. Ние од оваа година се надпреваруваме во втората сениорска лига, каде што возраста на нашите играчи е 2 играчи имаме 17 години, другите се 16 и 15 години. Значи, се обрнува внимание повеќе да се направи играч, кој тој играч понатаму ќе може да
игра, значи збориме на повисоко ниво. Меѓутоа, ја мислам дека у македонската кошарка е друг проблем, затоа што не им се дава на нашите млади кошаркари шанса. И сите знаеме, пошто сите сме се бавеле тука со спорт, дека доколку ти ако на 17 години не добиеш шанса да заиграш за првиот тим, ако си квалитетен и некој не те изфорсира дали 5, 10, 15 минути, тоа дете не може да биде кошаркар. Значи нема теорија да дојде играч со 16-17 години кој веднаш ќе влезе во првата екипа и ќе дава резултати, пример 15 поени или не знам што се очекува. Така да поради тоа ние веќе 2 години играме и во Европската кошаркарска младинска лига, каде што лани со генерацијата 2001 се пласиравме во суперфиналето, игравме во Литванија. Оваа година имаме 3 турнира изиграно, каде што имаме 11 победи и само 1 пораз. Веќе имаме, значи, еден играч потпиша игра сега во Словенија, минатата година беше во Хрватска. Пред 3 дена, значи, бевме во Италија со исто кошаркар роден 2001 година да потпише, значи, за Торино. Со така да тоа играње надвор им дава шанса на децата да излезат во други држави да играат, каде што ја мислам дека во моментов ќе добијат поголема шанса него во сениорските екипи, зборам прволигашките во Македонија. Во фазата на представување, каде што све звучи добро, меѓутоа мора да се зборува малку и на други теми. Со какви проблеми се соочувате во работата? Добро, значи најголем проблем е инфраструктурата, она што значи голема сала. Нашите големи сали, еве ќе кажам во општината каде што јас работам, значи имаме 2 големи сали со димензии за ракомет, спортско-рекреативниот центар Форца и салата Борис Трајковски. За мои услови, за она што можам јас да го обезбедам како финансиски средства за развој на мојата школа е прескап еден термин. Добро, поставам важи и за други школи, не само за вашата. Значи, вие имате 100-120 деца, не можете на сите да им пружите услови да работат во таква сала. Многу е тешко да се најде финансиска помош. Нас, да бидам искрен, освен општина Карпош, која што не помага од буџетот на општината, јас во првите години кога оформив школата ентузијастички тргнав, значи по некои поуспешни фирми, пријатели, да побарам да бидат мои партнери, не да бидат луѓе кои што еднократно ќе ми помогнат и после тоа едноставно ќе ме откачат, така да кажам. Многу тешко се наоѓаат такви партнери во ова време, не знам зошто е тоа така, не знам зошто не размислуваме малку дека тоа се трајни вредности, дека децата нема да бидат она што јас на првиот час на сите деца им го кажувам, дека не сите од нив ќе станат ракометари, но дека сите од нив ќе бидат подобри луѓе. Тоа е нашата мисија, мојата мисија, на моите тренери, на нашата школа. Значи, најважната мисија е да изградиме едни здрави личности кои што утре ќе бидат представници во општеството и ќе кажат дека еден ден тренирале и научиле нешто од Стефча Лушовски или од сите тренери кои што работат кај нас. Проблемите се пред се од финансиска природа, за да можеме да функционираме нормално, за да можеме да функционираме како школите кои што функционираат во Европа. Тоа ми е, сакам да го дополнам прашањето. Денес зборуваше дека тие настапуваат надвор. Во која фаза треба да стигнете вие за да почнете да можете да се движите надвор од Македонија, да имаат децата да видат како изгледа, да имаат поголемо искуство? За жал, тоа е на база на самофинансирање, доколку се сака да се учествува на некој турнир, еве во пред месец дена ние настапувавме на турнир во Лесковац. Секој дето или секој родител од својот буџет треба да одвои најмалку 100 евра за да нашиот клуб се представи во меѓународни рамки. Лига организирана како што е лига, не знам, во кошарка европска, ние во ракомет младинска сега за сега немаме. Има некои најави дека СЕХА лигата ќе формира некоја таква младинска лига. Не знам дали тоа ќе биде само на клубовите кои што се такмичат во СЕХА лига или ќе има право и некој друг да се надпреварува. Да бидам искрен, значи тешко е да се обстои и да се издржи во ова време какво е. Се трудиме да
ете во условите кои што ги имаме, го пренесеме нашето знаење најдобро што можеме. Можеби некогаш тоа не е доволно, но се во со најдобра намера да се направи најдобро. Владко, вие немате проблеми вакви? Па да, баш да се надоврзам со моите колеги. Значи, жалосно би било сега да кажеме дека конкретно во фудбалскиот клуб Вардар има проблеми. Значи, посебно академијата е подигната на многу високо ниво за македонски услови, да не кажам за балкански. Во школата работат едуцирани тренери со искуство, бивши играчи кои многу добро си ја знаат работата. Меѓутоа овие услови идеални за работа носат голема одговорност. Тоа што го потенцирав и пред ова прашање. Значи, од нас се бара конкретен производ. Тука дојдовме во Вардар, дојдено во фаза каде што тренерите имаат одговорност, каде што, пак ќе кажам, ако за 4-5 години не се направи играч, тогаш тука има проблем за сениорскиот тим на Вардар. Вардар го подигна и во сениорскиот тим нивото на работа е и квалитет на играчи што ги носи се многу високи. Така да нашите играчи треба да одговорат на сите овие задачи. Во какви натпреварувања учествуваат овие ваши групи возрастни категории со кои вие работите? Тоа е Суперлига, Суперлига составена од прволигашки екипи на сите фудбалски клубови што ја сочинуваат македонската прва лига. Има ли тоа доволно квалитет и потенцијал сега за овие деца да се развиваат, дека дали тие надпревари се доволни? Точно, значи убаво прашање. Тука треба да се бара клучниот проблем. Мал број на квалитетни надпревари, голема пауза во сезоната, можат да направат проблем во стварање на овие играчи. Меѓутоа тука Вардар и толку не може он да го менја ова такмичење. Тука има поголема институција при Фудбалската федерација на Македонија која треба да размисли малце за промена на тој систем на надпревари, како во младинските категории сето тоа се одбива. Дали со убацување на трет круг во овие такмичења да се зголеми бројот, дали со убацување на плей-оф, плей-аут на квалитетни надпревари. Во овие лиги, посебно во младинските, има 3-4 екипи кои работат како што треба. Значи, тоа се на годишно ниво, 7 до 8 надпревари што ги играме во Скопје, што ги играме на страна, значи 4+4 квалитетни надпревари, што тоа се премалку за да се извади играч кој ќе може да конкурира, за првиот тим. Така да, пак ќе кажам, ни еден тренинг не може да ја замени утакмицата. Посебно тоа добро го пренесуваат нашите играчи, посебно од мојава категорија, од младинците, каде што ќе отидат по една недела работат со прва екипа, па пак се враќаат, значи има тука добра комуникација, каде што они мислат дека се во Реал Мадрид таа недела. Значи има голема разлика, пак ќе кажам, помеѓу таа прва екипа и помеѓу нас. Тука е исто проблемот што го кажа Предраг, треба да се најде некој модул. Не може играч од Вардар после завршување на младинците да одговори на задачите на прва екипа одма. Тоа треба да биде некој екстра талент, вундеркинд кој во моментот тука го нема. Меѓутоа, тука треба нешто, дали такмичење во Б тимови, дали втора екипа, да се најде некој модул да го прегрми играчот тој. Тоа често се зборува во македонскиот спорт, општо не само за фудбал. Значи имаме ние деца таленти со кои работат тренери во младински категории и после таа фаза на премостување практично од младинските категории во професионалниот спорт е најголемиот проблем. Зошто настанува тоа? Апсолутно. Па ја можам да кажам пак за фудбалскиот дел. Значи мора порано тоа дете или да влезе во тренажен процес на прва екипа, по мене, или да има Б екипа каде што ќе влезе во една
во еден реален фудбал, во реален такмичарски однос. Дали тоа би била втора екипа на Вардар или некоја екипа што би се такмичало, пак ќе кажам, во втора лига македонска, па тамо да 1-2 години да се види дали ќе го достигне нивото за прва екипа. Што е исто проблемот? Знаете, во прва екипа се бараат само резултати. Тренерот на прва екипа не гледа дали си млад или стар, тренерот на прва екипа не размислува така. Он размислува сосема другачие. Ја можеби ќе бидам најсреќен кога од мојата екипа Седловски би ставил играч да се такмичи, меѓутоа он сосема другшие размислува, на него му треба трибода, на него му треба шампионска титула, секој има одговорност во клубот, големат, апсолутно. Денис си го спомна тоа, што го зборуваме, фазата на трансфер од категориите со кои вие работите до во онаа категорија на професионални спортисти во прволигашки клубови, еве македонски да речеме, да не одиме понатаму за надвор. Каде настанува проблемот? Ти веќе спомна дека не добиваат можност да вака, значи, сега јас зборам и од лично искуство, значи, кога јас тренирав, влегов во првата екипа на МЗТ со 16 години, веќе на 17 играв, значи 10 минути, 15 на надпревари кои не беа, зборам, битни за клубот, кои беа сигурно добиени, добивавме шанса ние помладите. Тоа сега го нема. Значи, доколку имаш екстра талент, а има, значи, ако ти тоа дете, например, зборам на 16 години, го ставиш, и тој сгреши 3 пати, и ти веднаш го седнеш, значи, тоа дете нема да добие само доверба, значи, треба да има, да биде посигурен у себе, треба да одигра, значи, неколку минути да добие шанса, па со тек на години, значи, 1, 2, 3 години, да достигне некое едно ниво да иде погоре, каде што веќе би можел да биде стандарден првотимец. А сите клубови тука бараат готов производ, значи да дојде, тој веднаш да влезе и да игра, значи тоа никаде го нема. Значи збориме дали во кошарка, дали во ракомет, сега разликата е што кај мене у клуб, значи ако барате да има успех, значи да имате титула, не можете да правите млади играчи. Така да, меѓутоа па има една друга работа која ја мислам, доколку имаш квалитетни деца, тогаш има и успех. Зборам во младинските категории. Меѓутоа пак ќе кажам, најбитна работа е. Постојат клубови кај што имало успеси во младински категории, меѓутоа од таа генерација после тоа никој не станува играч. Се случувало. Каква е состојбата во ракомет? Така, значи, она што јас можам да го кажам, кои се реалните проблеми и она што значи да како играч би можел да игра на 17 години, од мој лично искуство јас ќе кажам дека со 21 година веќе сум освоил 2 шампионски титули во онаја силна лига на Македонија. Со 17 години сум настапувал во Југословенската ракометна лига. Сум ја добил шансата точно на некои послаби надпревари, но и сум знаел да одиграм и надпревар кој што значил да се биде или не за екипата на Перистери, да бидам најдобар поединец на теренот. Она што реално фали, јас мислам дека е тоа што децата треба да се вклучат во лигашко надпреварување, ете да кажеме U8. Од 8 години до 17, тоа се 9 години лигашко надпреварување, каде што они ќе стекнат искуство и ќе знаат како е да се надпреварува, како е да се победува. Нормално дека од 8 до 15... И да се губи, што е многу поважно. Така, од 8 до 15 години ние ќе се трудиме да ги ставаме сите, да не се бара резултат. Веќе на 15 години мора да се размислува, кога тоа дете веќе има 7 години зад себе лига, да се размислува малку и на резултат, па и да се стварат играчи врвни. Ќе кажам дека на Франција 89-та година, кога ние сме настапувале со Перистер, беше тотален анонимус во ракометниот свет. Сите француски екипи губеа по 20 разлика од Перистер, но имаа стратегија, знаеа како треба да се оди напред. Зборувам за ракомет. Значи, ангажираат два странци кои што имаат олимписки или светски медал, организираат тренери кои што исто така биле олимписки и светски победници. Не можеше секој да работи во Франција. За 6 години, од 89-та, 95-та година во Исланд, француската репрезентација беше светски првак. После тоа поставија систем, постои тренери. Многу тешко е сега во Франција да работи странски тренер, треба да е
квалитетен, за да може да работи, да ја освоил се што може да се освои. Така да, исто така, бројот на странци е еден голем проблем кај нас во нашата држава. Значи, тој број на странци мора да се намали и треба да се намали. Треба нашите деца да добијат шанса да играат, доколку сакаме да размислуваме за едно репрезентативно ниво на играчи македонски, да не доаѓаме во ситуација во кошарка ракомет да натурализираме. И да страхуваме што ќе биде ако се повлече овој, после кај ќе одиме. Се надевам дека лекциите ги учиме, дека сакаме да учиме и дека многу промени треба да се направат за да може да размислуваме како што размислуваат, еве да речеме, една Данска или една Франција која што е неприкосновена во сите генерации, од пионери до сениори, така да има Македонија кадар кој што бил, видел, знае како треба, само треба некој да ги постави работите како што треба. Зборувам за ракомет, се надевам дека и во кошарка исто. Сме Пеце Наумовски, ако не се лажам, европски првак, човекот видел се, така е председател на федерација, знае како да ги постави работите. Не знам, мислам дека многу работи ни фалат за да бар за ракомет зборам, за да можеме да на 17 години кажеме дека тоа дете да може да игра за првата екипа на Вардар и да одговори на предизвикот Рај Некар Ловен во сабота. Кај вас исто така повторно се враќаме на тенисот дека е малку поспецифично во однос на овие. Поспецифично е. Со оглед дека тоа и многу повеќе пари требаат и тоа е инвестиција приватна во најголем дел на родителите, ако сакаат детето да стане тенисер професионален. Да, па не треба толку да се заплашуваат родителите дека од мали деца треба многу да финансираат или многу пари. Почнувајќи од тие тениски школи, тие проекти што ги има Светската тениска федерација, тоа се запознавање со тенисот, запознавање со најосновните работи, тоа се обични финансии кои како што расте детето, како што прави успеси, после јуниорската категорија стануваат веќе стварно големи, но за еден родител да си приушти неговото дете да игра тенис, воопшто не е толку скапо како што се мисли. Бидејќи сега и клубовите за да се развива, кога ќе надмине фазата на дете што тренира тенис, мора да ја надмине таа фаза во одреден момент и после тоа да реши дека ќе биде тенисер. Е тука тенисот како спорт не е клубски како што се другите групни спортови. Тука најголема улога во тенисот ја има федерацијата. Значи федерацијата е таа што ги пријавува децата на тие екипни првенства, на тие Winter Cup, Summer Cup, што се девелопмент турнири, Davis Cup, Fed Cup и така натаму. Клубовите се тие што помагаат преку различни спонзори децата да тренираат, понатаму да се развиваат и ние како тренери тоа да им го овозможиме. Проблемот во тенисот е, еве сега ќе напоменам, нашата најдобра тенисерка моментално, која Лина еве постепено напредува, но како кажам, таа е поединец. Значи во оваа целата приказна таа и незините родители се 99% тоа што она е. И моје мислење дека за понатаму, за да нешто направи, мора еден многу поголем тим да застане позади неа, спонзор, тренери, фитнес и исхрана и така натаму. Клучната разлика што се прави. Тоа е клучната разлика, но тоа е еден-два играчи Македонија што мора да помогне да застане позади нив од најразличните спортски институции. Сме имале јуниори што играли Гренслем турнири Македонија во јуниорска и тоа често се случува, не само еден, него имаме 5-6 јуниорски играчи што настапувале на Гренслем. Имали играчи што играли Мастерс за 14 години до 18, значи најдобри играчи што биле до 8 години. Подоцна станува огромна разлика во професионализмот. Значи еден тенисер моментално не може на 17-18 години да стане, да кажам, топ 100 како што било пред 10-15 години. Тенисот стана еден многу физички доминантен спорт, кај што гледам и светскиот тенис е една реална криза. Многу долго веќе овие играчи траат. Нема некоја млада звезда што ќе дојде, како што беше порано, да кажеме, со Џоковиќ, Надал, Федерер, што веќе на 18 години освојувале Гранд Слем. Тоа моментално многу тешко да се случи. Многу голем професионализам, професионалност влезе со најразлични искрени, преголема технологија, физичката доминација на тенисот стана на едно многу повисоко ниво од пред 15 на 20 години
И тука можеби нашите играчи се разочаруваат кога ќе дојдат на 17-18 години, кога ќе го завршат јуниорскиот тенис, дека сакаат веднаш да станат професионалци. Тоа е еден процес кој трае, кој е многу тежок, тој премина од јуниорскиот во професионалниот тенис. Можеби нема доволно стручни тренери или нема искуство на македонските тренери тоа што го поминале да го пренесат на играчите, се базира повеќе на детскиот тенис, на рекреативниот тенис, да кажеме, бидејќи нивна не сака да ризикуваат, да земат едно дете, две деца, да го едноставно самите да се уложат, повеќе се гледаат себе си, но тука и федерацијата треба многу повеќе да застани, да биде во корелација со клубовите, бидејќи немаме ние тие тимски надпревари, за жал немаме тие лиги, немаме, него све се базира на поединечни резултати, поединечни турнири и моje мислење е дека имаме супер деца, супер таленти, но пред се заедно како тим треба да работат и федерацијата, и нивните родители, и тренерите за да овозможат Македонија, дај Боже, да направи еден Гранд Слем играч. Кратка пауза ќе направиме за реклами, ќе се вратиме за кратко во студиото. Повторно сме во студиото на телевизија Нова. Разговараме за работата со младински категории во повеќе спортови, развојот на талентите и нивниот прогрес во професионалните категории. Имам 4 гости. Продолжуваме онаму каде што застанавме. Предпоставувам дека секако и до вас допираат оние теми кои се многу горливи околу школите за работа со деца, а тоа е дека во многу наврати сме слушале, па дури од представници на клубови, па и на федерации, дека школите работат само чисто за профит и дека многу не се загрижени за тоа каков кадар и какви деца ќе произлезат од таму. Вие сигурно не се согласувате со тоа, меѓутоа на што се должи тоа, еве што сепак има такви тези? Добро, ако мислам дека малку е пристрасно и непријатно да се зборува зошто и како се тие тези. Јас мислам дека законот дозволува секој еден да формира здружение и да може да се формира некоја школа во било кој спорт. Основниот проблем и зошто се тие зборување луѓе што никогаш не работеле ракомет или кошарка или тенис формираат такво здружение каде што некој што никогаш не играл ракомет тренира деца ракомет, има родители кои што веруваат на таквите луѓе, ги носат, не знам зошто е тоа така. И тоа е Добре прекаснувате. Тоа е тоа, мислам, не знам зошто некој што го носи детето кај мене не би верувал дека јас ќе го пренесам бар дел од моето искуство, ви реков дека пред се е да го изгледам како здрава личност, а после тоа не секој од нив ќе успее да стане врвен ракометар. Најверојатно гласините се ради тоа и треба нешто да се менува во законот за здружение и спортски организации. Кој би имал право тоа да го организира, така? Така. Се соочувате ли вие со такви работи? Вака сега, значи, ние моментално немаме никаков проблем, затоа што ние веќе функционираме како клуб, играме втора сениорска лига. Целта, значи, на клубот, зборам, ние да почнеме да произведуваме играчи, кои нормално тие играчи би играле во европски клубови. Јаме ангажирано 2 години веќе психолог. Тој е деканот на факултетот за физичка култура Ленче Алексовска. Од оваа година го ангажиравме Маријан Лазовски, поранешниот селектор, значи кој е координатор во кошаркарскиот клуб Феникс. Нормално имаме и кошаркарска академија, од каде ги селектираме најталентираните дечиња. Значи тие тренираат 2 пати неделно, после тоа селектираните дечиња тренираат секој ден, некогаш имаат и по 2 тренинга, индивидуални тренинзи, ред други работи. Значи одиме во клубови низ Европа, каде што го гледаме нивниот организацијски систем, тоа што ни се допаѓа нормално го зимаме, го применуваме кај нас и гледаме ностоп да се усовршуваме. Значи секој ден мора нешто ново да се научи. Тоа ми е да не ја изгубиме таа тема. Кога одите надвор, што гледате и има ли преголема разлика во тоа како се работи овде или сепак не заостануваме толку многу? Ева Блатко. Па добро прашање. Сега
можам да одговорам исто затоа што баш во блиска иднина бевме ние нашата младинска екипа за прв пат во историјата одигра надпревар од Лига на шампиони за младинска конкуренција помеѓу со Салцбург. Значи можевме да видиме и да научиме многу работи. Како што знаете, тој двомеч ние го изгубивме и во Скопје со гол разлика 8-0. Што е поентата? Значи, тие тамо тренираат таленти. Тие тренираат готови таленти. Значи, ако го видите вие составот на Салцбург, тој е составен од странци, има само тројца или четворица аустрици. Двајца се од Мали, еден е од Нигерија, германец тренер, француз на гол. Значи, тоа се купени играчи, тоа се купени таленти. Уште во Македонија не е дојдено тоа ниво. Значи, он го купува, па потоа го тренира. Што е голема разлика. Таму има играчи во младински погон што вредат на пазар. Значи, имаат вредност. Пред да дојдат во Салцбург, тие се купени. Значи, купене од Мали за 200-300 илјади евра и сега се такмичи. Кај нас ситуацијата сосема друга. Ние можеме, Вардар има, сега можам да, пак ќе кажам, зборам за Вардар, затоа што сум инволвиран во тој клуб. Значи, Вардар има капа ставено врз фудбалските центри во Македонија. Ние ги влечеме од тамо талентираните играчи и ги носиме во Скопје. Меѓутоа, мало е, пак ќе кажам, мало е пазарот. Така е. Значи, најдобриот играч, да речеме, од Виница или најдобриот играч од Охрид, кај нас се утопува во едно, ајде да речам така, во едни очекувања многу ниски кога ќе дојде со нашите деца. Вардар се такмичи сам со себе моментално, посебно во младите категории. Сите утакмици надпревари кога ќе ги видите, Вардар ги добива по 7, 10, 12, 15 тула. Нема тука напредок. Во поголемите категории, каде што сум ја инволвиран, во пионери, кадети, ако ја гледате исто, утакмиците се, например, игра помеѓу Мачка и Глушец, поголемиот дел од надпреварите. Повторно велам, тука нема, не можеме да ја пробиеш, не можеш да ја пробиеш бариерата. Знаете вие кога ќе дадете на Брегалница или на Турново или на некој 4-5 гола и више утакмицата преоѓа во друга. Тоа претпоставувам и психолошки не е добро за децата. Апсолутно. Затоа што тие сега се чувствуваат доминантни и сега тука за нив многу првиот момент кога ќе напуштат, па тоа ни се случи со Салцбург. Првиот момент ние кога посебно младинците се многу доминантни. Играат во репрезентации на Македонија поголемиот дел во U17, U19. Дојдовме тамо, се соочивме, видовме и они самите увидоа дека дека е голема разлика. Голема разлика во квалитет, голема разлика во самата игра, голема разлика во читање на игра, ова што го кажа Лушовски на почеток, во тактика. Значи, тоа се спремни технички прво фудбалери, потоа тактички, тоа што ги исполнуваат задачите. Значи, во секој поглед тие го достигнале максимум. Во секој поглед. Кај нас или ќе биде добар техничар, или фантастична брзина, или све нешто му фали. Не е комплетен за да влезе во првата екипа. Така да, а таму бараат комплетни играчи, таму бараат, пак ќе кажам, резултати, таму и тука е тој мал раскорак. Добро, претпоставувам дека и тие имаат системи пред да дојдат до оваа фаза, што ја кажуваш дека купуваат играчи, ама тоа е веќе во некаква малку повозрасна категорија. Сигурно и таму функционираат некакви школи за домашните деца. Знаете, да, функционираат. Јас сум сигурен дека они да излезат со чисто аустријска екипа, таа што им се такмичи, затоа што они повлекоа играчи, пак ќе кажам, како они го достигнале тоа ниво. Вардар ќе се носише со нив. Они вратија играчи, значи вратија играчи од прва екипа, вратија играчи од еден состав кој им се такмичи во втора лига, што е исто прво место, специјално за оваа утакмица, а ги имаа годините што може да се такмичат во ова такмичење во лигата на шампионите. Пак ќе кажам, они отишле далеку, пак ќе кажам, они прво купуваат, па ги тренираат талентите, додека кај нас, пак ќе кажам, ние мора од се да селектираш и да го направиш на некој начин, да го направиш. Денес вие одите често надвор,
сме зборувале повеќе пати со вас, дури ве имавме и на програма кога постигнавте еден вистински сериозен успех. Какви се споредбите кои си ги правите? Па вака, значи, сега можам да направиме една споредба. Ние играме таа Европска лига, каде што играме со гиганти. Игра еден Бајер Минхен, Алба Берлин, Дали се ЦСКА тоа строго Москва. представници на клубовите големи екипите, Да. под младоците, така? Под младоците. Една убава добра работа е, значи, ние може да видиме што ни фали кога играме со поквалитетна екипа од нас, да знаеш што треба да работиш. Меѓутоа, најголем недостаток, зборам за кошарката, е физичката припрема. Значи, налетуваме на некои екипи кои имаат физички поспремни деца од нас. Технички, значи, сме од некои екипи многу подобри, технички се носиме, меѓутоа физичката припрема ни е голем недостаток. И со тек на зборам овие надпревари, тие недостатоци гледаме да ги отстраниме, да работиме повеќе на таа физичка припрема и ред други работи. Меѓутоа, доколку не игравме таа Европска лига, немаше да имаме простор за напредок и простор да видиме што ни фали на нашите играчи. Нормално и тренерот да види што фали, каде треба да се усоврши за да биде подобар. Така да лани имавме пример со генерацијата 2000-та, каде што тука бевме премногу доминантни, каде што 4 години имаме 100 и нешто победи без пораз. Се случи таму Тоа е истиот проблем како да, на се Вардар во случи дадена ситуација. првиот пат, значи победивме 2 надпревари, 2 изгубивме, вториот турнир ги изгубивме сите 4 надпревари. За разлика оваа година, каде што првиот турнир сме први, значи имаме 4 победи, екипата е иста, меѓутоа децата го имаат пристап од сменето, затоа што минатата година беше ќе биде лесно. Така да мислам дека доколку играат квалитетни надпревари ќе напредуваат, доколку не играат малце проблем затоа што нема предизвик. И со вас сме зборувале токму за вакови слични примери, како што кажува Владко, за селекција на деца од поголем број земји. Вие имате такви искуства и дел од вашите играчи одат. Што значи тоа? Како функционира тој Па систем? вака, значи ние вчера се вративме од Италија, бев таму со еден играч во Торино. Тоа е клуб кој што има играчи од Естонија, од Црна Гора, Србија, Хрватска, од цела Италија, значи ги селектираат тие дечиња. Работат со нив, потпишуваат 4 годишни договори и после тоа нормално ги продаваат. Значи бевме во еден клуб, тоа е ПМС Торино. Значи одлична организација. Дали е тоа препорачлива фаза за играчите кои потекнуваат, да речеме, од овде, да одат, да го истекнат тоа искуство таму да се развиваат за да може да напредуваат? Зависи, значи сега кај нас има играчи кои што одат по секоја цена сакаат да идат надвор. Не, зборувам сега за играч кој навистина е талентиран и може да се развива. Меѓутоа каде ќе отиде? Тоа е многу битна работа. Значи ние поради тоа бевме заедно, јас бев со детето, значи сами да видиме што е како е, доколку клубот работи, има простор за напредок, е убаво да отиде. Меѓутоа има играчи кои што одат по секоја цена да не биде у Македонија и оди во некои клубови кои што се на многу пониско ниво отколку кај нас во Македонија, така да препорачливо е ако оди во клуб каде што ќе добие, значи ќе напредува, за 2-3 години ќе прерасне во врвен играч, да, меѓутоа по секоја цена да оди надвор не би рекол. Дали, да не зборувам ово да ве прашам, дали од школите како вашата, каде што имате деца добри, кои ете имаат и резултати и титули и се, дали македонските клубови селектираат играчи? Па вака гротото од македонските клубови бараат деца, меѓутоа они ги бараат директно од децата и ги бараат да играат во истите тие младински екипи. Така да зборам конкретно за мојот клуб, кај мене тие дечиња кои што играат до 16 години играат и втора сениорска лига, играат Евролига, играат многу турнири, така да не имаме предизвик да играат во некој од клубовите. Имаат кај нас младински категории, како функционира тоа? Па сите имаат младински, значи сите клубови имаат младински категории, работат. Има систем на надпреварување? Имаме систем, значи се надпреварува. Има ли таква доминација како кај Вардар што има проблем? Па има, можно е да се случи да имаш 2 или 3 утакмици у годината, така поквалитетни, во зависност со која генерација. Значи не можеш ти секоја генерација да биде квалитетна. Така да сега е разлика, значи ние го сменивме малце каде што повеќе идеме, значи во ред е резултатот, меѓутоа бараме да извадиме играчи каде што и ние како клуб би профитирале, исто така и детето би се развивало. Да.
Пецко, за тебе знам дека често одиш надвор во еден период многу повеќе. Каква е споредбата што може да се направи за тоа како се работи надвор, како се работи тука? Па, да, тенисот е еден спорт кој што бара константно нистекот на целата година. Треба прво играчот да биде психички спремен дека он мора да биде одвоен 25-30 недели годишно и од својата фамилија и од своите родители. Тој е тим кој што ако не можеш тоа да го поднесеш, подобро да се откажеш, бидејќи секој играч во светот може да одигра добро еден турнир, два, но тенисот бара константно стекот на целата година. Сум имал можност и ја скоро да ги прошетам сите тие големи турнири, да ги гледаме сите тие големи играчи како тренираат, како играат и јуниорските турнири во последниве 2 години, значи тие европски првенства каде што се селектираат најдобрите деца во целиот свет. Како што кажа и Денис, значи многу е важно, како кажам, да ти се погоди. Едноставно може да одите во најдобрата светска академија и во најдобрите услови во свет, но ако не се осеќаш таму комфортно, ако не направиш некоја хемија или со тренерот или со тимот, може многу лесно да пропаднеш. Еве веќе долго време во тенисот некоја светска агенција, светска академија нема направено, да кажем, некој врвен играч. Све се тоа играчи што потекнувале индивидуално од некој тренер, од тие сами што го одбрале сами, каде што се чувствувале комфортно. Така да мора многу повеќе да веруваме ние во самите нас, и родителите повеќе да веруваат во своите деца, и тренерите да веруваат во своите деца, бидејќи секој во светот знае да игра форхенд, знае да игра бехенд, спремен е физички, така да тие многу мали нијанси што се од првиот во свет и од 100-тиот, се таа професионалност што ја имаат тие големи играчи. Многу лесно, како да кажам, еве и јас сум го имал тој проблем и сега што слушам нашите јуниори, премногу ги идеализираат тие светски звезди, премногу се воодушевуваат кога одат некои големи настани. Мора да бидат присебни и да веруваат дека доколку се они таму, дека припаѓаат таму, да веруваат дека можат да бидат со една макотрпна работа, со едно посветување максимално во себе и да имаат многу поголема верба дека не е нешто спектакуларно да бидеш една светска тениска звезда, бидејќи и не е само финансиите, можам да кажам дека и мои лични другари што биле од соседните земји по еден тежок, нормално тежок, многу потежок пат него да кажеме си францус, американец или германец, бидејќи добиваат многу често валд карти, се спонзорирани од државата, но кога еден играч ќе стане, како да кажеме, еве споредба со Џоковиќ, многу повеќе и децата сами веруваат дека тој станал од Белград, да кажеме, од Србија, и многу играчи многу полесно го знаат патот како да се биде број еден. Така да тука Македонија мислам дека ако пробие, ако настане еден играч што ќе стане звезда, дека многу полесно понатаму играчите сами ќе веруваат и ќе можат да дојдат до едно такво ниво. Сениорскиот тенис за жал е моментално на едно лошо ниво, бидејќи се базира на свој ентузијазам, на помош од родителите, така да тука многу често играчите играат под притисок. Доколку мислиш дека ситуацијата каква знаеме во Македонија не е баш позитивна атмосфера меѓу луѓето, тоа е исто така многу значено, веќе и самите деца тоа го осеќаат, и самите играчи, доколку изгубам сега, одам по турнир, наоѓам поевтин хотел, па не плаќам тренер, значи таа професионалност треба да се доведе на многу повисоко ниво и многу побрзо и полесно ќе напреднеш без притисок, бидејќи тенисот бара во тој професионалност во големи финанси и тука доколку некој застане позади тебе како некоја фирма, како федерација или како, да кажем, и клуб, многу полесно и многу побрзо ќе одиш нагоре. Како функционира младинскиот ракомет во Европа? Претпоставувам дека вие се занимавате со тоа прашање затоа што ви треба во вашата работа. И дали ова што го имаме во Македонија како работа со младински категории одговара на тоа? Добро, пред се, значи како е законот во Македонија, дека секоја една екипа која што се надпреварува во Суперлигата мора да има младинска екипа.
Идејата беше да мора да има и кадетска и пионерска, меѓутоа не знам зашто таа идеја не заживеа, да се тие деца преку своите клубови афирмираат да станат првотимци на клубот. Како е, еве ќе кажем, например, ракометниот клуб Колдинг има своји селекции од U8 до U77. Значи, просто секој еден член на Колдинг од и дедото и внукот се членови на Колдинг и сите тие имаат своји организирани лиги. Што е она што ќе доведе до квалитет? Секако дека ако имаме силна лига, ако имаме силни клубови, и младинските категории ќе бидат силни. Ако немаме силна лига, ако немаме силни клубови, ако го имаме само Вардар кој што во последните 3 години го има апсолутно доминантното место во македонскиот ракомет, Металург после онаа финансиска криза се труди на свој начин да го достигне Вардар. Имаме 2 квалитетни клубови. Мислам дека она што го кажа Предраг, што е проблем, еве конкретно за тенисот во Македонија, ние немаме некоја голема тениска звезда, меѓутоа имаме големи ракометни звезди од типот на Кирил Лазаров, Пепи Манасков, Борко Ристовски, Наумче Мојсовски, луѓе кои што значат нешто во европскиот ракомет. Нашите деца се препознаваат во нивните идоли и она што фали, јас мислам, е една силна, изедначена лига, каде што да не се соочуваме со проблемот од кошарката дека една екипа е доминантна во младинските категории, тоа произлегува од таму што во другите клубови работата со они кубурат како би, значи со финансиски средства, како таа прва екипа која што имате, која што се такмичи во Суперлигата, би обстанала од почеток до крај. Работата со младинските категории се запоставува и едноставно кога ќе дојдеме да селектираме играчи за репрезентација, стварно немаме квалитет. И покрај таа слаба работа, ние мислам дека сме преталентирана нација и она што еден Неловски, Талевски, да не ги набројувам сите, потекнуваат од школите македонски, значи од школата на Металург, од школата на Вардар, не знам, Кирил Лазаров е од школата на Овче поле од Свети Николе, така да имаме кадар, меѓутоа немаме квалитетна лига за да еден Металург кога ќе игра, да речеме, со Перистер од Битола во младински категории, знае дека ќе победи 20 разлика. Тука не можеме да зборуваме за напредок. Кога ќе биде изедначена таа младинска лига, тогаш децата ќе напредуваат. Главниот проблем е, значи, како да има лига во која ќе има конкурентност пред се, меѓутоа тоа сега зависи и од целокупната состојба во државата, затоа што немаат сите клубови финансии, тоа не може така да се развива на тоа ниво. Следната тема ми е ова. Како од квантитетот, зашто за волја на вистината има интерес и има многу деца кои тренираат, еве и Владко спомна дека многу деца се заинтересирани, претпоставувам и вие се е тоа во ред. Има заинтересираност, родителите ги носат децата да тренираат спорт, да бидат активни. Како од тој квантитет се издвојува квалитет и колку процентуално од таа голема бројка на деца кои почнуваат да тренираат, излегуваат деца со кои може да се работи поголем дел години за да произлезе играч? Да, убаво прашање. Значи, Вардар, пак ќе напоменам, се такмичи сам со себе. Ова сега вие што го кажавте, значи Вардар работи и ги прати европските теркови. Вардар има и Б тим, значи Вардар 1 и Вардар 2, и плюс рекреативна група има во секоја генерација родени од 2004 до 2010 година. Значи тој терк сега по полека ние планираме да го направиме во пионерско, кадетско и младинската екипа. Тоа е она што го кажав дека фали и Б екипа. Значи секоја наша генерација има Вардар 1, Вардар 2 и плюс рекреативна група. Значи еден тренер се соочува со 2-3 групи. Тој тренер ги тренира во различен временски термин тие деца. Значи нон-стоп е на терен. Меѓутоа, она што го кажав дека Вардар сам се такмичи сам со себе, сите тие и двете екипи на Вардар 1 и Вардар 2 се убацени. И тие на крај играат пак финале, една меѓу друга. Значи 90% од тие утакмици се исто, Вардар против Вардар игра самиот и тоа е
она е тоа што го кажа и Алушевски, да има поквалитетни надпревари. Ние не можеме не знаеме ние до каде сме. Не знаеме ние до каде сме. Од тие рекреативци што на нас ни доаѓаат, сигурно има и тамо по еден, двајца добри ги убацуваме, ги селектираме. Во поголемите категории, па да не кажам дека тука е се и селектирано. Меѓутоа нема квалитетни надпревари. Голем дел од тие играчи кога има репрезентативни паузи кај нас одат тренираат со прва екипа. Јас сум сигурен дека тамо ако остава добар впечаток, ако нема да бидат тоа вратени така лесно. Туку таа хиерархија ќе кажат во прва екипа дека останува тука да тренира и тоа е тоа. А па од друга страна Вардар дава голем број репрезентативци во U17, U19, U21. Па видете вие во U21 игра еден Велковски, игра еден Николов, па не може успехот на репрезентацијата да биде само на селекторот. Значи некои ги тренираат и играчи. Значи тој Николов, тој Велковски преку недела работат некаде, тој доаѓа во селекцијата 3-4 дена, 5 дена. Значи сакам да кажам дека се работи квалитетно, меѓутоа пак ќе напоменам, главниот проблем е ова што го потенцира Лужевски. Вардар нема овој момент конкуренција. Нити во Шкендија, нити во било кој, пак го зборам за младински фудбал, нити во Ренова, нити во работнички, нити во ниедна. И не можеме да видиме до каде сме. Ние ја подигаме лествицата, меѓутоа најинтересни надпревари се меѓу себе кога се играат. Нашите генерации кога играат меѓу себе. Не може, најквалитетните играчи ние ги собравме. Меѓутоа достигна едно ниво, достигнавме некој лимит, не можеме од тука да ја тргнеме таа граница. Пак ќе кажам, а ни се бара да играш за прва екипа, мора уште еден тука филтер да се убаци или да, пак ќе кажам како Б екипа или втора екипа или да се такмичи во втора лига, за да проба уште еднашка да видиме дали е тој играч за Денис, значи како од масата, од големата бројка на деца кои почнуваат да тренираат, се издвојува талент, колкав во процент може да биде тоа? Според онаше искуство што го имате вие, да речеме дека многу деца тренираат, колку од нив стануваат играчи? Па добро, значи ако е бројката поголема, нормално и шансите да издвоиш поталентирано дете е многу поголема. Меѓутоа се случува да имаш 7-8 талентирани деца, меѓутоа доколку тие не тренираат, не напредуваат, значи треба да се откажат од многу работи. Значи знаеме какво е ова време на компјутери, мобилни телефони, така да ние ги селектираме, значи најмалата селекција ни е 2008 година, со тоа што не може никој да биде сигурен дека од тие деца ќе биде некој врвен спортист. Може да се случи за две... Затоа колку процентуално може да се... Вака некои сознание сигурно имате, дека да речеме од 100 деца излегува колку? Па сега ја ќе кажам нешто, значи да имате врвен спортист може да се случи од 1000 деца да има еден. Така. Значи тоа е во зависност од самата група. Меѓутоа, како што кажав, ние ги селектираме на 8 години сега, 7 години, меѓутоа се случува да некое дете што не било селектирано, за 2 години израсне, добие многу подобри физички и моторички способности и тоа дете дојде биде подобро од сите дечиња. Така да веќе да збориме за квалитет, може да збориме после 15 години. Значи зборам дете кое веќе има потенцијал 16, меѓутоа пак ќе кажам, бара многу одрекување, многу жртви од самото дете. И сега не идуваме некојаш на некои проблеми, значи зборам кај нас у клуб децата имаат право да излезат до 11 часот кога немаат надпревар, кога имаат надпревар. Не смеат да излагаат, мора да легнат да спијат. Сега некои родители, некои дечиња не го прифаќаат тоа. Така да таков ни е системот, доколку сака да биде кај нас во клуб, мора да се придржава. Тој што не се придржава го напушта клубот. Значи така функционираме. Сече, за вас ова прашање, како се надминува од тренерски аспект кризата со адолесценцијата на младите играчи? Што тука, затоа што претпоставувам дека голем дел од децата кои работат се губат во таа фаза на пубертет, на нешто малку подоцна, кога го губат интересот, кога им се поинтересни други работи. Каква волја треба
каков карактер за тие деца да го издржат она што многу тешко реално го издржува некој на таа возраст на 15-16 години, кога сите се слободни нешто друго и трето да прават, да оди на тренинг, на пример. Добро, секојдневно се соочуваме со овакви проблеми, значи децата кои што тренираат имаат своји другарчиња и сите нивни другарчиња, на пример, во петок излегуваат. Они не можат, доколку сакаат да бидат врвни, треба од нешто да се откажат. Се трудиме да им пренесеме дека тоа треба да го прават така, меѓутоа ние не можеме да бидеме полицајци па и да ги не знам како контролираме децата. Се е до нивната свест, до да кажеме домашното воспитување, дали он сака да биде или не сака да биде врвен спортист. Може да се направи дистинкција околу тоа кој може, кој не може да биде играч. Секако дека оној што сака да успее, секогаш ќе го почитува мислењето на тренерот и она што тренерот ќе го каже, за него ќе биде закон. Голем е процентот на деца кои што ќе се придржуваат до принципите кои што тренерот и клубот ги поставуваат да успеат во спортот во кој што се одлучиле да се надпреваруваат. Секако дека голем број на деца или квантитет е предност за да се изваде квалитет. Мислам дека имаме проблем со родителите кои што некако се нестрпливи да нивните деца наеднаш станат врвни спортисти, која ќе дојде во 15 години, како што кажа колегата во кошарката, значи Денис, дека некој дете може на 17 години да наеднаш експлодира и биде најдобар во својата категорија. Треба трпение, треба работа, а работата секако дека ќе даде резултат. Така, тоа се некои проблеми со кои што ние секојдневно се соочуваме. Пред крај сме мора да го споменеме проблемот на родителите. Јас знам дека сите родители сакаат најдобро за своите деца, тие инвестираат, ги носат на тренинзи, губат време и сето тоа е во ред. Меѓутоа, знам од многу тренери и кои се соочуваат особено во младинските категории, зборуваме сега не за возрастни не, дека еден од посериозните проблеми се родителите на децата. Како се справувате со ова и дали е тоа нешто со што може да се справите? Па вака, значи, ние со текот на годините веќе немаме проблем, пошто имаме еден систем каде што родителите не присуствуваат на тренинзи. Ама доаѓаат на надпревари и таму? Доаѓаат на надпревари, меѓутоа има некои правила на нивно однесување, така да доколку се случи да имаме проблем, доаѓа родителот, разговараме, ако може да го решиме, го решаваме проблемот, ако не може, нашата соработка завршува, така да правилата ги поставуваме ние. Доколку им се допаѓа се членови нашиот клуб. Тоа ми е. Па моментално сега за сега успеват. Дали ќе успева и понатаму, не знаеме. Вотко, како се справувате вие со ова? Амбициозни родители има многу. Сигурно. И очекувањата им се преголеми, дека детето треба да биде супер звезда, ама дека вие нешто погрешно му правите во клубот. Апсолутно. Може би во Вардар има помалце маневар родителите да нешто повеќе, да речам, во наводници издействуваат. Го има и тоа, меѓутоа Вардар се справува, како што рече Денис, со некои одлуки што им се доставуваат пред почеток на сезона, како треба да се понашаат и дека треба да ја запазат клубската политика која има хиерархија, која се почитува, која има, пак ќе кажам, многу малце може да најде нешто, некоја дупка за да он така изреагира како што треба, така да во Вардар малце, посебно па во овие поголемите категории можам да зборам каде што сум директно инволвиран, дека се ставени под контрола, да кажам. Како вие се справувате со преамбициозните родители? Добре, јас, ако ми дозволите, ќе искористам приликата да кажам еден пример што Министерството за образование на Србија има донесено во Србија. Сигурен сум дека Денис е запознат со таа работа и исто и спортското друштво Вардар ги знае кодексот на однесување на тренер, кодекс на однесување на родителите. Тие кодекси се поделени кај секоја една школа која што функционира во Република Србија. Се трудиме да ги решаваме сите проблеми со разговор со родителите. Не дека има, меѓутоа правилата ги поставуваме ние, како што кажа Денис, доколку
на нивното дете му одговара добро, доколку не му посакуваме среќа и се најдобро во животот, значи стварно треба малку повеќе трпение, треба малку повеќе разбирање и мислам дека децата се Македонија е талентирана нација и дека во секој еден спорт кај да се само трпение и работа ќе донесат до резултат. Пецко, ти помалку деца, помалку родители. Помалку грижи. Да, нема такав квантитет на деца како да кажем да се направи толку голем квалитет, но за разлика од другите групни спортови, тука родителите се мислам дека се доста повеќе вклучени во спортот, бидејќи се работи за индивидуален спорт, се работи за своето дете кое што победува или губи само од себе, значи не е тоа помош од голманот или помош од другите соиграчи во тимот. Родителот и тренерот треба да бидат тим. Значи треба да си постават заеднички цели, треба заедничко да размислуваат тениски, заедно да размислуваат педагошки спрема детето. Доколку тука се разделат тие две работи, тогаш доаѓа до проблеми, бидејќи со мене детето е саат и пол 2 на ден, со родителот е 20 часа, значи неговото воспитување, неговото учење многу повеќе влие за разлика од мене. Така да ја искрено не можам да им забранам на родителите да не гледаат, бидејќи не играме на отворено, не можам да кажам не го следи тренингот, но тие дофрлувања, тие премногу некои негативни искри, тој детето го гледа, тој детето му смета некогаш, но тоа е природно. Природно е родителот да изреагира, природно е родителот некогаш и да викне, но да биде се во рамките на дозволеното и да биде во позитивна насока за детето. Значи тоа што некогаш родителот може да каже или некогаш на некој состанок и во тренингот и надвор од тренингот, да биде во една заедничка цел со тренерот, да не бидат патиштата раздвоени и секако родителот е многу важна улога во тенисот, бидејќи е индивидуа, бидејќи тој треба да му помогне понатаму и со финансии, и со патувања, и многу често гледам дека и родителите и се тренери на некои деца во тенисот, имало такви успеси, имало и такви примери како што е сега Џуди Мари кој што е мајка на два светски шампиони во сингл и во дубл, така да родителите во мојот спорт треба да бидат присутни во тој тренинг, не да бидат на теренот, него да бидат запознаени, бидејќи тој индивидуален спорт и многу често и нивните одлуки и размислување може да влијат врз детето. Господа, јас ви благодарам што одвоивте време да бидете гости во спортското студио на телевизија Нова. Се надевам подобјаснивме она што беше нејасно, во друга прилика малку за други теми многу повеќе. Уште еднаш ви благодарам што гостувавте. Почитувани, вас ви благодарам за вниманието кое што го одвоивте за да го проследите ова издание на спортското студио на телевизија Нова. Секако ве поканувам да останете на нашата програма. Пријатно.